5 мај, ден на македонскиот јазик, 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Онамо каде што јазикот е професија, најдобро се гледа колку се сака македонскиот јазик, колку се совладал и колку се успева да се наметне на слушателите, на гледачите, како стандарден македонски јазик. Тоа е Македонското радио, а со мене во денешното издание на програма на градови е Часлав Митрички. Погодив? Да, добро е. Знаеш зошто кажав, Часлав, дали погодив, бидејќи е Митрички или Митрички? Ако го почитуваме правилото од кодификацијата, тогаш ќе биде Митрички. Затоа што во кодификацијата која што е одобрена од страна на владата на Народна република Македонија 1945, 5 мај, третиот слог е оној каде што треба да биде акцентот на зборот. А третиот слог во зборот Митрички е и Митрички. Треба да се сака македонскиот јазик, тоа е природно, но треба да се знае, да се научи, тоа е да речам во образовниот процес, но треба и да се говори. Овдека јазикот е професија. Ние денеска честуваме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Јас од мојот живот имам 40 години, го учам и го негувам говорот и правоговорот на македонскиот јазик во македонско радио. Обврска, одговорност, но и чест и задоволство. Многу генерации претходно се бореле да дојдат до македонска држава, да го официализираат македонскиот јазик на рамниште на стандарден литературен јазик, и мене ми се дало можност за да можам да им се обраќам на нашите граѓани преку радиото, информирајќи ги за секојдневието со вести за настани кај нас и во светот, употребувајќи го македонскиот стандарден, убав македонски јазик. Ние водиме грижа не само за правописот, туку водиме грижа и за говорот и правоговорот. Најубаво напишаниот текст, почитувајќи ги сите правила во пишувањето, ако погрешно се прочита, ако се употреби погрешен акцент, ако интонативно погрешно се изразиме, тогаш слушателот може многу погрешно да не разбере. Се губи смислата на реченицата. Па можам да кажам би еден пример, ако ми дозволувате. Ајде. Наутро пее славеот. Тоа е една реченица со неколку зборчиња, но таа реченица може да кажува 3 работи. Интонативно ќе укажам. Наутро пее славеот. Прашањето е кога пее. Значи, ако ми е поентата да кажам кога пее, јас интонативно треба да речам наутро пее славеот. Ако треба да кажам кој пее, наутро пее славеот. Ако треба да кажам што прави славеот, тогаш велам наутро пее славеот. И тој интонативен дел, тоа познавање на мислата или на писателот кој што сака нешто да каже, ние мора тоа да го познаваме и на правилен начин да им се обратиме на слушателите или пак на нашите гледачи преку документарните емисии кои што ги имаме во телевизијата. Часлав, темата е за убавината и мелодијата на македонскиот јазик. Обично некој ќе рече, ако не познава друг јазик, не знам што зборува, но мило ми звучи. Токму таа кодификација или токму тоа нормирање на нашиот јазик овозможува една убава мелодија. Таа мелодија не случајно е поставена со правила на акцентирањето, да биде точно на кој збор, како, со кој акцент да биде акцент. Има многу наши зборови кои што се иземени од правилото. 40 години учам и го негувам говорот и правоговорот. Значи, ние цел живот учиме. Благодарам за разговорот. Јас ви благодарам за можноста да кажам 2-3 збора во чест на овој голем јубилеј за македонството, за Македонија, за македонецот, македонскиот јазик.